Може кратка изјава, господин Голски. Прво обвинетиот, поранешниот началник на петата управа, Горан Груевски, ги одбегна камерите. Не сакаше ниту да одговори на новинарски прашања, ниту пак во судницата заедно со останатите обвинети да бидат снимани. Во двочасовната дебата на подготвителното рочиште околу употребата на доказите, за обвинението на специјалното јавно обвинителство за уништување на документација поврзана со незаконското прислушување, судот му наложи на специјалното јавно обвинителство да побара дозвола од Управата за безбедност и контраразузнавање за употреба на доказите во судскиот процес. Одбраната бараше дел од нив да бидат отфрлени, додека пак специјалното јавно обвинителство тврди дека затоа нема правна основа. Од судот бевме задолжени да побараме од органот кој што ги издал тие податоци и информации дозвола за тие да може да бидат искористени во рамки на судската постапка, односно да бидат декласифицирани со степен на употреба за судска постапка. За овој процес веројатно значи се надевам кратко одложување и се надевам дека ќе успееме да го надминеме овој дел со недоразбирањето со судот. Иако за нас не постои, повторно укажувам и тоа е наш цврст став, дека не постојат никакви пречки. И со ваквата одлука на судот мислам дека се доведуваат во прашање сите оние предмети во кои што имало класифицирани информации и судот постапувал по класифицирани информации кои што не биле декласифицирани со степен на употреба за судска постапка. Всушност изгубивме еден цел ден во судницата заради корекција на процедуралните грешки што ги има направено специјалното јавно обвинителство, кои што беа очигледни и кои што всушност не можам да објаснам зошто се направени така. Тоа се толку очигледни правни ситуации, навистина нема оправдување.